Девојчиња снимале на TikTok, прикажале како малтретира девојче во Ѓорче Петров. Мајка извадила, не знам, нож во училиште во аеродром на учителката. И го кази баба на патот ученикот, нели? Точно, и тоа многу примери имаме. Сите оние, за жал, народно ќе се изразам, неубави содржини, односно глупости кои што се појавуваат и ги гледаат децата на оние TikTok феномени и другите социјални мрежи, како кратки шортс видеа, нели, кои што идат, предизвикуваат, нели, да они тоа го проба да го направат, нели, на своите соученици. Не може да му дадете на дето прво дарение да има мобилен телефон. По мене, не треба да го оддалечуваме од технологијата, која што денеска забрзано се развива, меѓутоа нивната ограничена употреба. И правилната употреба на овие мобилни телефони или смарт уреди може да доведат само до развивање на нивниот потенцијал. Постојаната комуникација на стручни луѓе со дечињата во основните училишта, тоа е де факто еден тип на обука како дечињата правилно да ги користат токму овие уреди и како да, нели, кои апликации да може да бидат користени. Во некои држави TikTokот е забранет, нели, како апликација забранета. Меѓутоа ние знаеме дека Македонија денеска со овие ресурси, со овој потенцијал, дека многу тешко може да ограничиме одредена, нели, мрежа од таков тип. Така да не е само да му забраниш. Не можеме да ги лишиме од, за жал денеска во 2026 година младите луѓе од овие уреди.